Во Македонија имаме за жал институции и политики кои што се заробени на популизам. Се заробени од популизмот и прават и погрешни чекори и функционираат погрешно само за да не изгубат рейтинг или се плашат да не изгубат рейтинг. И такво е функционирањето на сите власти до сега или на повеќето власти до сега. Затоа мислам дека интервенцијата на САД малце ќе ги освести, Ги канализира што треба да прават и како да се однесуваат. Предалеку отидоа работите и мислам дека тоа уништување на нашите институции на државата почна од 2014, 15, 16 со бомбите, снимките, со вулгаризирањето на функционирањето на државата, со правењето со обезличувањето на институциите и со земањето на нивниот кредибилитет и авторитет баш со овие снимки. Од тогаш почна да се уништува државата. Мислам дека е ставено или веќе доаѓа крај на таа приказка за уништување за такво уништување и дезинтегрирање на системот на државата. Дали сум поддржувал вакви интервенции, не сум поддржувал кога сме имале функционална држава или држава која што би можела да се снајде и да се надмине и да ги тера процесите кои што треба. Во оваа ситуација во која што сме сега, премногу пипци оставија предходната влада, премногу пипци остави таа истата влада која што дојде на власт преку рушење на институциите, остави премногу пипци во институциите и мислам дека нема друг спас освен некоја интервенција од, условно кажано, светскиот полицаец. Од тој аспект ја поддржувам таа интервенција, не поддржувам дека треба да ни се мешаат во се, бидејќи не им се мешаме ние. Не можеме да им се мешаме, но мислам дека тоа е крајно време кога веќе работите почнаа да забегуваат. Ти само види, ти имаш опозиција која што се понаша, ти имаш опозиција која што се бори за власт и која што дрско се понаша мафијашки, кој што дрско настапува на тендери, плячка без скрупулозно. Не се плашат. Дури зборат дека некоја многу голема сила стоела позади нив. И ако ова обид за дестабилизација на државата, тоа што го споменува Спасовски, доведе до нив, како да ти кажам, ќе биде, мислам, а не можам да не речам, извини, не можам да не се посомневам дека нема да доведе до нив. Не викам ќе доведе, но се упатува на тоа. Тие 5 дена ширеа лажни вести, ја истрагата ја носеа во различни насоки. Тие истиот ден, истиот час, кога се откри кои се осомничените, почнаа кампања политичка, злоупотребувајќи ја трагедијата, користејќи ја во политичка кампања, против медиумот, против нас, против сите нас, против институциите. Вакви ситуации на институциите. Да се ќути, најмалку што не може да направат да ќутат. Треба поддршка. И денеска пробаат да организираат протест пред домот, кој што требаше да почнува пред домот на Вања. За во сабота. Ама денеска требаше да го прават. Кој пробал да избере? Па они има евент. Со крокодил. Обвинува левица дека организира протести. Они вчера имале извршен комитет, највисокото извршно тело на партијата, на кое што делеле
стратегии, кажувале стратегии како да се користи ова, како да се напаѓа, колку ботови да се вклучат, дека треба и по телевизии, по мејнстрим медиуми да се збори, Против нас за да го намалиме влијанието. да се зборело против нас, да се зборело против власта, Беше најглавното користејќи ја оваа во трагедија, да се зборело сензитивни моменти, да. во овие сензитивни моменти треба се имале не само извршен, потоа подолу по органите на партијата ги спуштиле тие наредби или заклучоци на извршниот комитет, па имале УМС состанок на кој што се делеле задачи. Ти ова ќе правиш, ти тоа ќе правиш, ти вага ќе плюкаш, тие ботови. Тоа е страшно. Како терористичка организација. Тоа е терористичка организација. Тоа е страшно. И сега, после денешниот ден, сега што правиме? Сега што правиме после денешниот ден? Што Се не Dark's Channel не сме ги избришале, но не се достапни за јавност. од етички и Принципиелно. морални Принципиелно. Од И има принципиелни, зашто. етички и морални причини. Така е. Инаку И тоа е јавно кажано. колку Значи не се- се крие таа информација. колку се Не недоветни. може да го има на каналот. колку се Не соодветствува со тоа што се прави. Не Да. злоупотребил, апсолутно. Така е. И тоа е официјалната верзија за разлика од верзиите на ботовите. и во суштина не размислуваат со таа кампања која што ја водат, која што намерно ја тераат во насока некој погрешно да ја разбере, На конфликт, не на конфликт, на мети цртање, да намети цртање. А ако направат несигурност градење. не напред ова случка да се дознае кој како со случајов со Вања, кој направи листа за линч? да за отстран. Ама Кој види, направи? замисли таа друг некој пореметен ум, ако малку поинаку и погрешно ги разбере пораките кои што ги праќаат. Ја не говорам мене дека ми е страв дека ќе ми се деси нешто. Ама замисли некој пореметен ум. Ама кој повикуваше на со црн тефтер, кој повикуваше што вика чист на линч? Правдата, не знам. Кој повикуваше на правдата да се Овие после избори, овие први ќе биделе на после избори ние ќе сме биле први. Да, истовремено плачат по емисии како тие добивале закани за текстови што ние сме ги објавиле за тендери со докази дека местеле тендери. А истиот тој што На објавува градоначалникот тоа, на аеродром. шефот на кабинет, кумот негов, договорено со вработени од општина, тепа советник на Левица затоа што кажал кафичот пушта гласна музика на Совет. За Тимчо мислам. За Тимчо. Да, кажавме кој. Шефот на кабинет на Тимчо, кумот негов, кај што дремат секоја вечер у кафич, претепа советник на Левица. Тоа 10 души го претепа. И истиот Тој, тој него му се И заканува. кој е сега? забрани да се осуди насилството врз советникот. Забрани на Совет да се осуди. И ние излеговме од Советот. И кој шири омраза? Поштена. И И кој објавуваат, шири, потикнува омраза, не, они потикнуваат насилство. насилство. Они потикнуваат насилство. Така е. Се закануваат отворено, листи објавуваат. Нивни советници ни вика малку ви беше, требаше поише ќотек да е. Да, тоа го Точно, имаме да, на го имаме на снимка. На видео го има тоа. Срамота. Кој? Советници од ВМРО ДПМН на А. Тимчо екипата. Назив Амети во право си против нас е и тоа е добро. Тоа значи дека сме ние на вистинската страна. Па тој е тој бе, назив, тој е тој кој што правеше црни листи, кој што повикува на линч, кој што повикува на насилство, кој што повикува на такви сценарија. А тој е тој истиот кој што сам се фалеше дека земал 3-4 евра. Од лидерот на опозицијата. Па у принцип За тоа, за ли кампања? хајка, за хајка, да. Што го плаќа за да го плаќа. Така е. Извини, имам едно прашање, сакам повторно да одговорам. Дали ќе поднесеме тужба за други кривични пријави се поднесени за сите? За сите се поднеси кривични пријави. И во обвинителство тамо за ксенофобија и така натаму, исто за господата што ги Да, реферува. кривични пријави Да, за тоа се пуштени. Да. За тоа се пуштени кривични пријави, ќе бараме и фелата да реагира, ќе бараме и од ЗНМ, ќе бараме и од меѓународните институции во држава да реагираат затоа што ова е лудило. Да, сите имаме семејства. Ова подготовка за линч. Така е.
од луѓе кои што сакаат на сила да земат власт. И после која шири омраза. Да, да. И негде мора да се повлече линија да се каже доста е. Ова више не можеме.